Маските повторно да се вратат во здравствените установи, препорача Комисијата за заразни болести. Денеска на одржаниот состанок, Комисијата дискутирала за состојбата со коронавирусот и одлучила до Министерството и министерот Меджити да препорача носење маски во здравствени установи. За сега нема препораки за маски во јавниот превоз и домовите за стари лица и лицата со посебни потреби, а во однос на носењето маски во аптеките, велат препораката е неформална. Комисијата за заразни болести донесе една препорака која што се однесува на повторно користење, задолжително користење на маските во здравствените установи. И тоа е со цел да се минимизира можноста за пренесување на заразата во здравствените институции, таму каде што имаме особено вулнерабилни групи кои што можат да бидат подложни на тешка компликација како резултат на инфекција со SARS-CoV-2 вирусот и кај кој што може да се јави летален ишод. И од тие причини Комисијата за заразни болести реши повторно да препорача до Министерството за здравство и до министерот да се стави таа одлука, односно да се побара задолжително носење на маските во здравствените установи. Во однос на ситуацијата во земјава, бројот на лекови и вакцинацијата било заклучено дека имаме доволно вакцини и лекови. Од Комисијата апелираат на вакцинација за која се достапни 50.000 вакцини. Посочуваат дека има мал број на случаи на заразени, но не е лесно да се собере инфективниот материјал. Од Институтот за јавно здравје добив информација дека подолго време траело процедурата за собирање на материјалот, бидејќи сепак се работи минатиот месец 112 позитивни, потребно е да се соберат релевантни количини на примероци не само од регионот од Скопје, туку и од останатите региони. Во наредниот период се надеваме брзо, затоа што, како што кажав, многу мала е бројот на сите оние кои се позитивно тестирани. Очекуваме да добиеме детална информација за тоа колкав е бројот. Во Србија е потврден ЕРИС, меѓутоа во Србија знаете дека има значително поголем број на случаи кои што даваат поголема количина на инфективен материјал и може да се детектира во помали трагови, меѓутоа кај нас, поради тоа што имаме се уште мал број на случаи, споредено во однос на август 2022 година, кога имавме 12.300 случаи за месец август, сега имавме само 112 случаи. Не може толку лесно да се собере инфективниот материјал кој што треба да се обработи. Во моментов, вели Мехмедовик, на Скопската инфективна има 7 хоспитализирани кои се повозрасни лица, а некои од нив се на кислородна поддршка.